зборови на охрабрување. Ја слушате програмата Охрабрувачки зборови од авторот Дарлин Сала. Што значи да имаш надеж? Која е разликата меѓу верата и надежта? И двата збора се употребуваат во Библијата прилично често. Дали се сеќаваш на 1 Коринќаните 13 вели: сега остануваат верата, надежта и љубовта. Зборот вера се употребува во смисла на доверба, додека зборот надеж се употребува во смисла на исчекување. Надежта секогаш опфаќа да се чека нешто кое уште е невидено, но нешто на кое можеме да сметаме. Римјаните 8:24 вели: а надежта која се гледа не е надеж, зашто кога некој нешто гледа, зошто да се надева? Да, надежта секогаш опфаќа чекање, но надежта значи дека може да чекаме трпеливо и самоуверено, знаејќи дека она што го исчекуваме најпосле ќе стане реалност. Надежта е самоуверено очекување кое природно потекнува од верата. Надежта е мирна увереност дека нешто што уште не се случило, навистина ќе се случи. Надежта се користи поинаку во Библијата отколку во нашиот секојдневен јазик. Кога јас и ти го користиме зборот надеж, најчесто го користиме да зборуваме за нешто кое го посакуваме. Се надевам дека ќе можам да одам на одмор летово. Или се надевам нашиот син ќе биде прифатен во најдобриот универзитет во светот. Но во Библијата зборот надеж се однесува на нешто што знаеме дека ќе се случи. Едноставно треба да чекаме и да веруваме додека не се случи. Например, Библијата ни вели дека имаме надеж во Божиот збор, Псалм 119, 114 и Римјаните 15:4. Надеж дека Бог ќе ги чуе нашите молитви, Псалм 38:15. Надеж во воскресението на нашите тела откако ќе умреме и вечен живот, Римјаните 8:24 и Тит 1:2. Надеж во Христоровото враќање и во небото, Тит 2:13 и Петар 1:13. Тие не се само желби, туку вистини кои можеме да се потпреме и да се држиме среќно исчекувајќи го она што е пред нас. Како што вели писателот на Евреите, неа ја имаме како безбедна и цврста котва на душата. Евреите 6:19. Ја слушнавте програмата Охрабрувачки зборови на македонски јазик од авторот Дарлин Сала.